Зашто градинката престанува со работа? Вака сега, значи, ова е времен прекина работа на градинката, значи во овој објект, заради тоа што во изминатиот период од неколку 3-4 месеци постоеше еден реален проблем, да ни кажам како причина на висша сила, односно во објектот првен во дворот се појавија подземни води кои што пробавме на различни начини со различни фирми да ги решиме, односно дали да се пренасочи водата, дали да се направат каптажи. На крајот не успеавме. Таа вода во принцип понираше под објектот, почна да се појавува влага во објектот, да на крајот на денот, да речеме во текот на вчерашниот ден во попладнивните часови, приземниот спрат, значи, да биде скоро цел, значи, под вода, значи почнувајќи од тоалетите и во делот занималните, што реално не постојат веќе безбедни, хигиенски, санитарни, здравствени услови да бидат згрижувани деца во овој објект. Од тие причини родителите заради новонастанатата ситуација итно беа известени дека градинката од денес до изнаоѓање на нов објект нема да биде во можност да го згрижува деца. Интересно е што самите родители кажат дека изминативе 3 месеци имало влага во објектот, но сепак децата биле чувани тука. Значи влага се појави само во делот на влизната партија од објектот, значи во делот од зидот долу. Самиот објект ќе можете ќе направиме снимка да видите дека, значи, овие два спрата и приземниот дел во занималната и спалната соба, значи се во да речам беа до сега барем во добри услови, значи услови каде што децата може да престојуваат. Во изминатиот месец дена, заради тие причини, долниот спрат не го користевме и децата беа заедно, значи сите деца беа заедно на овој спрат. Нели можностите да го најдеме решението со водата, нели имавме уште надеж дека ќе го најдеме, меѓутоа очигледно дека и сите фирми што дојдоа кои што се бават со да речеме водовод или хидроизолација кажаа дека нели ова вика од Господ, па вика и Господ да помогне. Значи нема никаква опција да се разреши проблемот со водата заради тоа што се работи за подземни извори кои што понираат од водна. Дали 3 месеци биле чувани децата во влага всушност или во објект кој негде во просториите има влага? Не, значи децата не престојуваа во просторијата каде што имаше влага. Што се случува со вработените? Вработените, значи ќе бидат во процедура, значи, на откажување на договорите за работа заради новонастанатата ситуација, по нивно поднесување на барање или известување од моја страна, значи ќе видиме како ќе го регулираме тоа за пристанок на работниот однос. Значи практично стануваат на улица преку ноќите? Па со оглед на новонастанатата ситуација, да. За жал.